Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам 28-та седница на Советот на општината. Пред да го прочитам дневниот ред, го ставам на усвојување записникот од минатата седница. Дали има забелешки на истиот? Бидејќи нема забелешки, записникот го ставам на усвојување. Молам, кој е за? Констатирам дека Советот со 9 гласа за го усвои записникот од минатата седница. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 17.10.2019 година. 1.1. Предлог заклучок во однос на поднесеното барање на Горан Арсов од Росоман во однос на пензионерскиот дом во Росоман. 1.2. Предлог решение за работењето на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман од Росоман за периодот од 1.1.2019 до 30.6.2019 година. Точка 2. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на капела од црквата Света Тројца во Росоман. Точка 3. Предлог решение за разрешување и именување на член во училишниот одбор на Општинско општинско училиште Пере Тошев од Росоман како предлог на основачот. На предлог на раководителот за сектор за финансии имаме предлог уште една точка, дополнување на дневниот ред, одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Росоман и уште еден предлог разследување на барање од физичко лице. Вака дополнетиот дневен ред го ставам на дискусија. Дали има забелешки? Дополнување, советнички прашања. Советнички прашања. Да. Други дополнувања? Повеќе. Предлог одлука за надополнување или предлог одлука за надополнување на програмата за комунална изградба за 2019 година и предлог заклучок за отстранување на сите поставени работи по тротоарите во општина Росоман. Значи, по улиците, да. Да, по улиците и тротоарите. Предлог одлука првата? За надополнување на програмата за комунална изградба за 2019 година и предлог заклучок за отстранување на сите поставени работи кои го попречуваат движењето на пешаците и возилата по улиците и тротоарите. За отстранување на сите поставени средства работи, бимо мајка сега. Препреки. Дрва. по тротоарите по улиците. Програмата за што беше точно много, ќе молам да не ме За комунална изградба за 2019 година. За 2019? Да. Дали има други дополнувања? Дојдени точка по точка од предложените точки дополнувањата или Комплет се стави. комплет целиот записник? Дневниот ред го ставам на усвојување, ве молам кој е за. Констатирам дека Советот едногласно го усвои дневниот ред. Прва точка. Предлог извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 17.10.2019 година. Го молам председателот да се произнесе. Добар ден, почитувани градоначалник, почитувани советници, почитувани медиуми. На седницата на комисијата одржана на ден 17.10.2019 година присуствуваат 3 члена на комисијата, а присутен беше директорот на ЈПКД Росоман од Росоман. Членовите на комисијата расправаа по 2 точки од дневен ред и тоа:
Прва точка. Во однос на првата точка од дневен ред беше разгледано барањето број 08514/1 од 8.10.2019 година, поднесено од страна на Горан Арсов од Росуман, со кое се бара средствата за кирија за пензионерскиот дом да му се дозволи да го реновира истиот. Комисијата со 3 гласа за предлага Советот да донесе одлука со која ќе се одбие барањето, бидејќи во договорот истиот се обврзал да плаќа кирија за наем на објектот, а сите трошоци за санација да бидат на негова сметка, а што може да се види во самиот договор кој ќе биде доставен до членовите на Советот. Точка 2. По извештајот на работењето на ЕПГД Росуман за периодот од 1.1.2019 до 30.6.2019 година, по спроведената расправа и даденото појаснување од страна на директорот на ЕПГД, членовите на комисијата едногласно предлагаат Советот да донесе решение за давање на согласност и усвојување на извештајот за работењето. Комисијата предлага Советот на општина Росуман да го усвои овој извештај во целост. Благодарам. Благодаря. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Однес на заклучокот поднесеното барање на Горан Арсов. Пред почетокот на седницата ви го достави договорот на сите советници. Дали некој има? Бидејќи никој не бара збор, предлогот на комисијата го ставам на гласање. Ве молам, кој е за усвојување на предлогот на комисијата ова барање да се одбие? Констатирам дека Советот со 9 гласа за не го усвои предлогот на Горан Арсов. 1.2. Предлог решение за работењето на јавно предпријатие за комунална дејност Росуман од Росуман за периодот од 1.1.2019 до 30.6.2019 година. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Повели Рач. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Росуман, почитуван директор на јавното комунално предпријатие. Ќе бидам краток за финансиските извештаи за 2019 година. Моето излагање на оваа говорница е само да го потврдам она што го кажав минатиот совет и да ги информирам граѓаните дека нашата советничка група од редовите на ВМРО-ДПМН не е кошница за развојот на нашата општина. Напротив, досега сите капитални расходи, инвестиции се поддржани и од наша страна, но не даваме согласност за некои работи што не се подудараат финансиски. Ако се сеќавате на минатата седница, исто на оваа говорница кажав не за нови вработувања во јавното комунално предпријатие, иако има потреба, иако имаме едно возило, ново возило за изнесување смет и нов трактор со прихвата исто за изнесување смет. Зошто го велам тоа? Само од една причина, гледајќи ги бројките, расход и приход, му сугерирав на актуелниот директор минатиот совет дека треба тој да не убеди со финансиски бројки за позитивни бројки. Накратко, само ќе кажам дека за првите 6 месеци јавното комунално предпријатие имаме една апсолутна нула, тоест приход и расход се поништуваат и еднакво е на нула. Или 22.994 позитивна нула. И тогаш кажав, и сега исто така кажувам, дека 5 нови вработувања, бруто плата, помножени по 12 месеци, тоа би значило следната година, кога ќе дискутираме, ќе дојде минус. Го замолив претходниот совет, директорот на комуналното предпријатие,
да даде еден краток увид, т.е. бизнис план, како би надминала оваа разлика приход минус расход да биде некоја си сума, каде што би ги покрило трошковите на тие нови вработувања. Уште еднаш потенцирам, ние не сме коšnичари во оваа општина, туку само го кажуваме на оваа говорница она што е напишано во овој финансиски извештај. Значи, јас само морам, моја должност е, советничка должност, да ги информирам граѓаните, оние што го даде гласот за нас, и овие седници се почесто и почесто граѓаните, гледаноста на советите на општина Росома се почести и почести, така да од оваа говорница имаме должност да ги информираме. Имам уште една забелешка на овој финансиски извештај. Споредено со 2018 година, заклучуваме, гледано од врхите, дека 2019 година е далеко послаба. Ако 2018 година завршила со позитива од 1.289.000, сега завршуваме со 22.994. Разликите се големи, причините не ја знам која е, зашто е намалено. Тука е директорот на комуналното предпријатие, може би има соодветни одговори на моето искажување, може би ќе ме демантира, може би ќе ме испровоцира уште за неколку прашања. Сега за сега толку. Дали некој друг разбор? Почитувани советници, почитувани началник. Причината е во процентот на наплата. Значи, минатата година, во првите 6 месеци, историски, ако го вратиме назад на годините на комуналното, процентот на наплатата е многу помал, отколку до крајот на годината. Значи, сега имаме кумулативен процент на наплата од 71%, до крајот на годината и веќе се работи на тоа, значи ќе достигне до 95%, каде што ќе бидат наплатени обврските од граѓаните за вода и за комунални услуги за 2019. И дека во точка 5 остварен финансиски резултат, значи вкупни побарувања на сметка 120 на 36 во износ од 14.826.857 денари, од кои за 2019 година во износ од 1.119.742 денари. Значи, околу 1.110.000 денари се до 30 јуни средства за 2019 година не наплатени, бидејќи граѓаните може би не биле во можност во тој период да го платат тоа. Тоа се средства кои што веќе во овие 3 месеци се зголемил процентот на наплата и заклучно со 31 октомври со последната анализа некаде околу 560.000 денари има добивка до крајот на годината. На целосниот извештај ќе видиме дека ќе оствариме слична добивка од 1.200.000 денари, која што добивка би била доволна нормално со дополнителна наплата на проширени услуги на комуналното, за ова што го спомнав во делот на новите вработувања, која што не е точка на Советот. Значи, тоа е таа причина, бројките се слични, затоа што и работењето е исто и фактурите се слични, цената не е зголемена на водата, нели договоривме цена која што останува иста, условите се останати исти и сепак сметам дека до тоа на другиот извештај кој ќе биде за целата 2019, ќе видиме дека добивката ќе биде некаде слична како во 2018 година. Тоа е сега за сега, иначе главната причина е процентот на наплата. Значи процентот на наплата со 71% кумулативен, значи остануваат само за 2019 година
Значи спомнавме таа сума негде околу 1.110.000 денари. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Повели Иванче. Како што има да дебатирам, че кажам ја, значи сега ти... Добро, не е тоа, на ДВР даде, че ве молам да се поштува дневниот ред. Повели Иванче. Нема дневен ред во комисијата за финансии испуштено е барањето на црквата Света Тројца. Тоа не доведува сега да зборувам пред наговорница Барањето овде. беше доставено после комисијата. Ако било после комисија, значи ќе го ставиме за следна комисија, кај што комисијата ќе заземе став брзоствено на Значи законската дневниот ред е регулатива. усвоен на тоа начин, те молам без сега да тераме, да ќе остави тоа. На советнички прашања. Не. Како Повеќе не може, треба да дебатираме, не е во согласност како кој. Добро, зошто не се дебатираше кога беше дневниот ред, че ве молам пауза направи. Имам неколку прашања до директора. Образложение. Услуги од други. Кои се тие услуги во износ од 407.000? Останати трошоци на вработените. Кои се тие останати? Трошоци за договор на дело. Кој е тоа договор на дело? И ова нешто ме боде во очи многу. Користење на собствено возило. За Скопје. Имаме потреба на некоја обука, некоја на тоа. Вие по-големите суми нека комисија така да ми ги објасниш. Услуги од други, точка 22, 407.528 денари. Тука се книжени следните трошкови. Македонска пошта 22.984 денари, обврски што имаме према нив. Слободан Гемапласт 60.416 денари. Гемапласт Боби 88.869 денари. Агропласт Рос 34.389 денари. Книговодствени услуги 72.706 денари. Адвокатски услуги 16.000 денари. Кодекс компјутери 17.500 денари. Битат компјутери 3.800 денари. Акванет 34.810 денари. И Хидровод 56.000 денари. Или вкупно 407.528 денари. Сега дел од овие обврски, Македонска пошта, знаете соработката што имаме за околу наплата на сметките. Книговодствените услуги се со Снежана како ангажирано лице, адвокатските услуги се кога имаме потреба, нели, ангажирање на правно лице. Кодекс компјутери исто така договор, бидат компјутери за одржавање. Хидровод е цистерната која што ангажираме за отпушување на канализациите. Се градежните фирми што стопанисуваат во Росома, значи Слободан Гемапласт, Акванет и Агропласт Росома. Тоа се фирми дел ангажирани до отварањето на тендерот кој што го распише комуналното. Знаете дека немаше јавни набавки, да речем, во комуналното. Делот на активности, искупи со градежна машина, чистење депонија, исто немаше тендерни за отпушување на канализацијата и за други работи, за нафта. Значи,
има потреба за тоа што сумите се поголеми од 60.000 сега со новиот закон од претходно 30.000, така да се овие во првото тромесечие плачени фактури на претходно изработени работи со овие изгледа. Тоа се тие 407.000 денари, 528. Останати трошоци на вработењето 186.665 денари, тоа е К15 на вработените. Користење на собствено возило 7.000, но тоа се проти немаме возило, а веќе знам дека имаме обезбедено возило за ЈПК Росоман од Агенција за одземен имот, кое што веќе е стигнато. Тоа се средства кои што кога одиме за скобење треба да плачеме горивот, нешто друго. И троши се договорно дело, со овие сите лица што ги ангажираме со договорно дело, кога сега што имаме ангажирано. Ило, знаете кој се ако презиме не ги знам, тони седат моментално и во текот на годината, значи ангажираме и други лица по потреба за кога имаме недостаток на работници, кога имаме некој на одмор и така. Значи тоа се тие договори на дело. Доколку сакате овие работи, например, дополнително на наредна седница, можам да чисто да ги видите испратниците, доколку нешто сакате да проверите, према граничните фирми, договорот на дело со кои се склучувани, кај се испратени средствата и тоа. Услуги од други, мислам, моје мислење, дека некои компании се фаворизираат, некои не се фаворизираат. Дали е ова моментална интервенција, по кој пат е собрана соодветната понуда за истата услуга, или е некој проект или мини тендер, па се јавиле повеќе компании и избране. Ево, сега од вашето кажување, Геманпласт, Агропласт. И Агропласт. И Јакване. Да. Како е беше изборот на овие? Значи, немаше, кога дојдов на функција, нели, кажав и не знам на која седница, немаше ни еден тендер за ни една работа, а имат нормално, редовно работење и редовни дефекти кои се јавуваат и потреби имаме таа работа. Целиот повик за овие набавки, за услуга од машини, за нафта, за 4 имаме тендери распишано, денеска петиот беше за кантите. Значи е негде завршен крајот на април. До крајот на април, значи кога реално имавме многу потреба, дали знаете проблемот со водата горе на базентите, па откривавме дефекти, па дефект во Манастирис, дефект во Сидер, значи сме ангажирале фирми од Росоман. Не се фирмите ангажирани на еднаш или за една работа да му се пуштени волку пари. Значи се појавува дефект, на некоја работа го сме го ангажирале Геманпласт, на друга работа сме го ангажирале Акванет, додека Агропласт Росоман е фирмата која што од мај наваки, значи работи како избрана фирма на тендер. Агропласт Росоман. Значи таа е фирмата која што е избрана на тендер од мај наваки активности кои што ги има направено таа. База на услуги? Градични работи. Да, градични работи во смисла на ископ на земјени работи, чистење на депонија и ископ на ровови, дефекти и таква работа. Имаме тендер за резервни делови, исто го доби Агропласт Росоман, но тоа од мај наваки. Значи во наредниот извештај ќе видите дека во тој дел, значи овие се комплетно намалени, освен некои други работи што ги нема во тендерот, може да ги земе од, да речеме, од овие помалите фирми. Значи ова, значи до мај е вака, затоа што немаше, да, немаше. Благодарам. Дали некој друг разговор?
Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката ја ставам на гласање. Ве молам кој е за усвојување на решението за работењето на јавното предпријатие од Росуман за периодот од 1.1. до 36.2019. Кој е за? Против? Воздржани? Се одлучили. 5 за 4 од воздржани. 5 за 4 Ја не читам, ти не слушаш. Втора точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на капела од црквата Света Тројца во Росуман. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Поштувани колеги советници, поштувани градоначалник, поштувани медиуми. Значи, јас сум повише разговори со граѓаните во општина Росуман, со свештеното лице во општина Росуман, бев на лице место во црквата Света Тројца, да го видам делот што сакате во направата капела. И тоа е една монтажен фрижидер, што може да се стават два санци натре и да луѓето да се чуваат дома, што сега до сега имаме проблеми да ги чуваш целно и дома луѓето, и со тоа го решаваме проблемот и махате кај луѓето. И мислам дека треба да одобриме средства за тоа, затоа што самата црква има дел изграден, кај што може да се вклопи овој фрижидер, тоа е многу малку овака изгледа, само што е малце повисоко, и може да се вклопи во делот што го има црквата изградено, и е многу добро заради тоа што луѓето ќе немаат дома проблеми. Јас најскоро имам, да знаете, дома таков проблем и за тоа знам дека што значи целно да некој да чува дома човек, а со тоа ќе му помогнеме и на црквата и на луѓето само со тоа што ова капела ќе дадеме на комуналното да ја одржава и да ја стопанисува, да ја плаќа за тоа одржавање. Мислам дека не е скапо, јас го спрашував на повише места, не е скапа оваа набавка на ова опрема и мислам дека можеме да ја поддржиме и да ја одобриме ако градоначалникот или шефот за финансии мислам дека имаме пари за оваа да поддржиме, а и поголем дел од граѓаните во општина Росуман се слагаат со ваква поддршка, не би бил против да се поддржа оваа инициатива. Благодарам. Може ли ја малку последно? Може? Може, ајде. Ајде, ја еретик, че спадно вие бидете верници. Не ми точно. Само не да. Па добро да ќе ви кажам, ама ја не викам дека не е убаво. Се оде по легален пат. Значи сега црквата се знае кои сте подписува. Добро да се слушнеме. Почитувани, јас ова и го поздравувам. Некој нас треба да не буцне, за да ни текне нешто што треба да прави. Лично сум инволвиран во оваа ситуација и побарав да се најде решение. Во меѓувреме и баравме решение. И бевме на едно место, бевме во Демир Капија, бевме со директорот и со свештеникот. Да видиме каков е начинот, каква е правната постапка. Беме известени дека тоа е многу едноставна работа. Дека треба да ја плати општината, да ја донира на комуналното предпријатие. Ништо повеќе. Друга работа, кај нас е мобилна. Капелата е мобилна. Може да местиме било каде. Нешто кај е мобилно, че не треба да бараме дозвола за град. И ако ние не го поддржиме власт, ќе покренаме граѓанска иницијатива за граѓаните сами да се умират. Да си ја платат сами и сами да се служат. Пошто сме ни инвалиди или да не способни. Благодарам. Погледам се. Почитувани дами и господа, зборовите вака многу се лични, за на граѓаните да ги заведуваме. Знаеш како можеме да ги заведиме?
Па вие вака како ги подбуцнувате граѓаните че завладее анархија во општината. Сакате ли да владее анархија или да владее законие? Значи сега вие испаднате поголеми верници од папата, многу големи верници. Пак и јас сум верник. Ама и јас сум верник. Ама нема да мешаме баби и жаби. Ви кажа ли тој во Демиркапија кој стопанисува со капелата? Кажа. Точно, добра ја, поздравам идејата на попа дека е потребна капела. Ама нема да ги решавате проблемите парцијално, вие ги решавате парцијално, луѓе. Затоа што капелата во Кавадарци, ако ја погледнеш, значи луѓето, значи не само да го сместиме покојниот таму во капелата, меѓутоа да има и прием на останатите. Како ние во едно ќоше таму сега ги ставиме тоа, значи вие како што кажувате или подвижна или ваква таква, тоа ми е како шега да ми кажувате овдека. Абе луѓе, за капела се изработува проект, па врз основа на проектот да добиете дозвола за градба. А кој тоа може да го работи? Законодавецот го предвидел кој може тоа да го работи и да се обавува таа дејност. Но ја не гледам дека вие нова практика кажувате овдека. Ја не гледам во ниједна друга, ајде да не спомнувам сега, да не го спомнувам нели домот и црквата, да, ама не гледам таква пракса ја. Значи праксата е, и Панчо Минов можел на времето, па не да направи онаква капела како што доликува, него можел, ајде, ке направи тамо. Сакам да кажам, значи не може овдека да ние народот да го заведуваме. Народот треба да му кажуваме да ги почитува законите и сите останати институции, почнувајќи од општината, и сите институции треба да ги почитуваат, значи законите. Само така оваа средина може да биде, значи средина која доликува на еден поштен и честен народ. Се друго ќе завладее. Имаме проблем со сепарацијата во Трстени. Има ли дозвола за градба? Нема, па како да не го спречиме? Сега селективност и парцијалност ќе правиме овдека. Нека не ме сватат погрешно граѓаните. Јас сум за капела и иницијативата да се отпочне. Значи, а бараме овдека за белешка Иванче кажува, вели мали приходи. Па како ќе има комуналното приходи кога ние напротив треба да помогнеме комуналното и другите за да отпочне со градба на капела. Ама онака како што треба, почитувајќи ги законите. Го одбивме Агрозимак за кванташкиот пазар, бидејќи комуналното предпријатие е регистрирано за обавување на таква дејност. Па исто и тука се знае кој има, кој може да обавува таква дејност. Абе луѓе, само да ви кажам едно, вие мислите дека ќе отвориме покој, утре за шега некој ќе фати ќе го изнеси. Кој ќе сноси одговорност, бе луѓе? Кој ќе сноси одговорност? Бе не само вие мислите, има и негативности во сета ова работење. Затоа ако ги работиме онака како што предвидел законодавецот и да не измислуваме квази творби овдека сега и измислици или калемени работи. Ја поздравам иницијативата дека е потребно во општина Росуман да има капела и како е потребно и ја поддржувам идејата. Меѓутоа, ја поддржувам онака како што треба да оди по легален пат. Благодарам. А тие собрани средства од граѓаните нека ги донираат кај комуналното предпријатие ќе направи, значи ќе обави таа работа и ќе имаме капела овека. Благодарам. Колега, не зборуваме ни за класична капела. Не разговараме за капела што ќе се користи како Кавадарци, што е това. Ние разговараме за некој начин, не се ни вика капела, никако не рекла, ако не се сеќам. Значи, за да се најде решение, моментално решение, за да се обавуват тие функции. Значи, тоа се обавува во Демиркапија, во Валандово е, мислам дека е многу поголемо од нас. На ист начин. Јас мислам дека имаме и слики, имаме ли слики? Слекав таму како изгледа само. Значи, како изгледа сето тоа? У Богданци исто е такте, и уште у неколку, јас мислам дека у 6 или 7 општини најдов истиот начин на функционирање. Работата е да функционира. Кој стопанисува? Комуналец. Не у Демиркапија црквата, Не, на нелегален начин стопанисува.
Црквата не е комуналец. Добро сега црквата што комуналец става друга работа, значи на документи е комуналец. Општината немојте го сега. донира на комуналец. Немајте сега, значи. Сега, па како беше? Значи јас бев и разговараме со луѓето. Луѓето многу убаво кажа, општината ја донира на комуналец. А комуналец значи биде способен да работи, нема да работи, Значи, значи да Пео, ако му викаше на оние да скокат во волната, да скокнеме и ние ли во волната, во маглата? Не, ние збориме за легално како ходе по тие пат. Значи, многу убаво кажа, сите исто го кажат. А општината ја плаќа, а купува општината, а донира на комуналец. Крај завршена е приказка. А тоа е никаков дел кај што се уградува, значи никаков. И не може да го краде никој за тоа што ќе биде под ключ. Па ќе кажам, значи, тоа е импровизација. Ма не е импровизација, тоа е моментално решение што може да се заврши. Затоа што кога ќе направиме капелата? Од кога се прави капела? 8 години се прави капела бе. Аце, значи не збор, не 8, 10 години. Е покрената иницијатива за капела, никој не мрдал со прсја. Една цигла нема. Ќе биде. Одлуки донесуваме тук, те никој не спроведува. Нема кај да се копаме луѓето. Донесуваме одлука гробишта да се сипат на училиште. Не се сипат. Че донесем одлука може да се води волјама да се заврши никош. Еве да советнички прашања тоа на градоначалникот постави. Значи и не збори, значи воа е поддржано со закон, со се, значи може да помине. Ка може да помине, зошто да не помине? Плюс утре тие фрижидер исто се користи за голема капела со опело. Таму опелото го држат сите у цркви. Исто од самата црква му и ладилникот, не е нека капела, него ладилник. А опелото се врши од црквата. И кај нас и оваква нека се врши од црквата опело. Дали ќе биде пола сега плюс или минус, не мислам дека не представува проблем. Мислам дека треба да подржиме овој да завршиме таа работа после. А после за капела може да правиме и проекти, ланси кои не е тоа проблем ништо. Затоа што воа нема да загине, никакви пари трошење не е. Исто се користи и за голема капела. Ништо не е различно. А нас нема ни потреба ни повеќе од двоседно. Така се, уште имаш кратко. Не сакам да дебатирам на вакви теми затоа што да не бидам сватен погрешно. Меѓутоа верувајте дека ќе се соочите со инспекцијските служби, ќе се соочите бидејќи не е во согласност со законите. Друго е дека ние имаме потреба и дека и како е потребно во општина Росуман такво нешто. Меѓутоа законските решенија велат нешто сосема друго. Затоа немој да избрзате, оти некој ќе го оставите, некој ќе го оставите во ситуација да одговара пред тие инспекцијски служби. Затоа велам, внимавајте. Добро е вака за наговорница да зборуваме едно и друго, меѓутоа после да не испадна сосема други последици. Пред да отпочнеме нешто, да ги согледаме, значи, законите, кој може тоа да го прави, кој може да стопанисува со тоа. Не е спорно некој да даде донација. Не е спорно и граѓаните што дават. Не е спорно и ако на попот некој му дал овај што се ладилниците. Нека му го поклона тоа. Значи на комуналното предпријатие, дали со средства утре ќе подигни, еве бидејќи се ограничени средствата, па не е ни толку жално ако подигни одредена сума на кредит кој што со приходите утре може да ги врате. Па немој да гледате вие вака како развојно ќе мислиме. Вие знаете ли дека сите држави во светот за да имаат напредок и развој па подигнуваат. Нашата држава дури 50% од буџетот го надминува во задолжени луѓе, ама тоа е се со цел да биде развојно. И ако чекаме, па менаџерот утре ќе измисли, еве ќе му кажеме, значи еве, не сум му кажал, ќе му кажам дека има право да подигне кредит за тоа. И завршена работа на луѓе. И ќе почне, дајте му па вие помош средствата што ги собравте и фрижидерите. И ете ви една убава, не импровизација, убава капела. Сега, велиме, моментот не е добар, значи, меѓутоа традицијата останала така кај што ние мораме да ги почитуваме тие традиции, ама да биде тоа да личи на нешто, не да сега ќе калеваме, го критикуваме предходниот дека правеше ремчиња со патиштата, еве сега поубаво изгледа кога еден пат е направен со вишњаци, со други работи, значи мораме да правиме и разлика. Тоа ни треба да одиме кон една поурбана средина која што заслужува Росуман да биде таква. Толку од мене. Благодарам.
Почитувани, слушајќи го данас колегата, 90% од настапите му се критични и настроени, тоа е добро. И мисля дека сега Реални, Јованче, не се критични, реални се. Оста да се искаме сега. Мисля дека на оваа говорница првен ќе стане, че го искритикува градоначалникот и актуелната власт за непочитување на одлуките што се донесени на Советот, тоа е задолжување на Советот го задолжи градоначалникот да го одводни местото кај оние шамаците, соодветна дренажа, насип и да проширување на гробните места. Тоа мислам дека го донесовме пред 6-7 месеци некаде, ако не се лажам. 6 месеци има добро, 6 месеци има сигурно. Од тогаш понавам, ни еден милиметар нема иницијатива од нашиот градоначалник и актуелната власт во нашата општина. Граѓаните сето тоа го гледаат и ја кажувам дека овие седници ги слушаат граѓаните и понесени од тоа неработење се обединиле граѓанска иницијатива, собирале, почнале да собират добротворни цели за финансирање на така наречена, што кажувате ви, капела. И јас би ја кажал така наречена капела, но што има лошо ако истите тие граѓани подкренале иницијатива, секој добротворно кој колку има дома и донира за светиот храм Света Троица. Нема ништо лошо. Ма немаше сега, немаше работа сега. Значи, сега да се доискажам. Храмот не го беше. Таа иницијатива траела 2 до 3 дена, каде што лично од градоначалникот имам информации дека таа граѓанска иницијатива е стопирана, кажувајќи дека од сега натаму општината, тоест актуелната власт, ќе ги преземе сите натамошни процедури, изготвувања, проекти и така натаму. Не знам тоа дали е така, го повикувам градоначалникот да ја каже реалноста, потребата од гробни места и од капела е и тоа како потребно. И вие станавте тука сега и критикувате граѓанска иницијатива. Зошто критикуваш граѓанска иницијатива? Нека се оберат едно купче на пари, секој граѓанин дал по толку, паравче му е дадено на секој, се собира некоја сума на пари и тие пари ќе одат во инвестирање на проект и во инвестирање на ладилен механизам, ладилно средство и ќе се направи таа капела. Кој ќе стопанисува? Мислам дека треба да стопанисува овластена компанија која има таква лиценца за погребални услуги. Мислам дека комуналното предпријатие ја нема таа лиценца, нема ни законот не дозволува. Мислам дека ќе стопанисува некоја компанија која ќе се пријави на тој актуелен тендер. И сега ти стана тука, ломна направи на советниците, зошто не подржуваме некоја иницијатива? Зошто не стана за гробните места да кажеш? Па, критикував малку и градоначалникот, не само улицата била добро направена. Сега Да. ќе ги искритикувам сега. Па, не е така. Не добро сега ќе ги искритикувам. И сега, граѓани што викате? Советниците спијат, гробишта немаме, нема кај да ги закупуваме нашите покојни. И сега подкренала иницијатива за капела, чувствуваат потреба од капела. Гледа дека ние сме пасивни у одлуките. Инвалиди, пасивни и они се граѓанска иницијатива се собрали по добротворни цели. Што има лошо од тоа? Нема ништо лошо од тоа. Градоначалникот ја стопирал таа акција. Нека каже дека ако не е така, нека демантира. Јоване, знам дека сакате да се додворите на ова. Еве сега вака се. Во потполност, мислам, критиката према градоначалникот за непочитување на одлуката и јас ја делам. Еве, градоначалниче, барам е донесената одлука на која и ја гласав за гробните места, да отпочнете да ја спроведувате. Значи јас, еве,
Јованче, задоволени си дека еве го критикувам градоначалникот, значи да отпочне со активности за проширување на локацијата за гробни места. Да не ме сватат граѓаните дека АЦО е против тоа и дека утре, значи вината не е во АЦО, вината сега нека гледат каде е. Дека тоа е заведување и замајување на граѓанството, дека јас сум против граѓанските иницијативи. Не, напротив, јас сум и ја поздравам граѓанската иницијатива. И граѓанската иницијатива, значи, завршува до онома кај што ќе ги собира средствата. Значи, јас ја поздравувам. Е сега, да не мешаме ние, сега тие пак да отпочнат со активност. Не може да почне. А не може да го отпочнат. Па и ја тоа го зборувам. Ама сега помеша тие и други работи. Сега тие да ги расчистиме. Помеша, значи, со лиценца, адекватно предпријатие кој се бави со такво. Зошто вие не распишете еден јавен повик за јавно-приватно партнерство? Еве, средствата, зошто општина Росома сега да одделува средства? Да му ја дадеме ли сега готовата донација на тој приватен партнер кој што ќе биде со општината, за тој да дојде и на крајот услугите тој да си ги земе, или обратно, комуналното да ја изгради. Пак ќе биде во предност кога го потпишуваат оној договор, бидејќи има имот. Па ќе му го даде на тој приватниот партнер од таа релација јавно-приватно партнерство. И како не може? И како не може? Како не може? И ве Радко нека каже. Јавно-приватно партнерство? Не може, во овој случај. Не може. Јавно партнерство не може да биде собственик комуналец ако издаде он. И па, тук па тоа го зборам ја, тоа го зборувам се. Друго не е. А тоа го зборувам. Тоа го зборувам ја. Значи во позиција, дали со надокнада на средства за користење на ова. Значи тука да расчистиме некои работи. И он ќе те молам се. Ослушај да. Значи мораме, оти многу е лесно сега Атанас стана, каже Атанас ги поддржува сите иницијативи на граѓаните. Една од иницијативите и токму на дополнување на точката за расчистување на приколици, плугови, мугови по тротоари, камиони, коли од улиците и тротоарите. И тоа е иницијатива на граѓаните. Не е само иницијативата во збирање на средства. Значи, секогаш ќе бидам со граѓаните, ама, значи, иницијативите мора да бидат и во согласност со законите. Уште еднаш ќе кажам, значи, во ова ситуација да не ја мешаме црквата, иницијаторот токму е свештено лице, меѓутоа да не ја мешаме црквата. Ова е друг посебен дел, сваќаш кој што на вистина треба да го запазува она како е пропишано во законите. Не му се мешаме во автономноста на и работењето на црквата, бидејќи тие си има своја автономија и се базираат врз основа на нивни таму пишани или непишани закони. Ова е сосема друго и ова треба да се базира врз основа на пишани закони. Значи, уште еднаш пред граѓанството кажувам дека во потполно се поддржувам иницијативата, меѓутоа начинот по натамошната постапка треба да се канализира онака како што треба. Благодарам. Да, нека друго Имате ли уште да кажете? Не, ајде кажи тоа што треба ти да го кажеш, а после не ќе кажеш. Ќе оставиме на гласање, ајде да. Почитувани советници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Ова се стварно вака проблематични теми за кои се разговара, меѓутоа морам да се сложам со Атанас дека редот на нештата во овој случај се помеша. Се сложувам и јас дека е потребна капела и то преку потребна за нашата населба, меѓутоа редот за да се стигне до таа цел не е овака како што е, бидејќи иницијативата тука ја повел едно лице, не е оваа граѓанска иницијатива, да расчистиме. Не е граѓанска иницијатива, него едно лице ја повела иницијативата. Тешко е да се зборува на оваа тема, затоа што ќе излезе дека и јас сум против капела. Не сум. Се сложувам дека нас ни е преку потребна капела и не се во прашање овие средства, него начинот, имаме средства за кои што може да ги издвоиме, не е тоа
проблем, него начинот на кој што треба да го решиме овој проблем, треба да го решиме на поеднаков начин. Дали тоа, јас сум бил, граѓаните сум ги, Јованче, немојте мислам политички поени да собирате на такви, не сакам да користам термини. Не, морате, ти рече да кажеш дали е тоа така или не? Не е така, затоа што сведок имам јас тука, со мене беше и директорот на јавното предпријатие Помаранец, беше тука свештеното лице и разговарахме на таа тема. Заклучивме дека постапката е избрзана. Избрзана, дека избрзана сите, не само ти, сите знаеме. Дај да го решиме проблемот. За тоа можеме да правиме Муамет, ама ми се чини дека не е место денеска на седницата тоа, за тоа да го... Да. Уседом општина од тоа. Граѓанче одговори на дрвото прашање за насипот на она што го изгласавме на Софија. Ако мислите за овој дел под црквата што е, Да, тоа е. Не, јас знам дека вие за различни места зборувате. Едниот зборува за овој дел, а другиот зборува за и под црквата. Добро де? Ама може да приватно земјище. Ја не сум присталица на тоа гробиштето да биде тука. И ние имаме иницијатива, односно јас имам иницијатива во разговор со Министерство за земјоделие и шумарство за дел од земјиште на Република Македонија за нова локација на гробиште. Дека постапката е така брза и едноставна, не е. Не биде близко, до Кушевица. Не е. Па сега дали ќе биде близко или ќе биде важно, треба да биде парцелата уредена инфраструктурно. Точно е дека имаме проблем со гробни места. И тоа е точно. Меѓутоа, дали знаете дека тука подземната вода е толку плитко и сега црн хумор ќе излезе, нашите покојни пливат во вода. Се сложувам уште еднаш дека не е преку потребна капела, меѓутоа дајте нештото да ги тераме онака како што треба. Сега и овој начин на образложување на градоначалникот е уште една критика, Јованче, Белки ќе биде задоволен. И овој начин на градоначалникот не ме бендисува. Значи се става во ситуација кај што 9 советника носат одлука и значи сега испеќа дека навистина не се почитуваат одлуката. Значи сега и тука треба да внимаваме. Јас градоначалник, извините, ама мора да внимавате и во ова ситуација. Нека сега вие испеѓа дека, како да кажам, личното ваше мислење го задоволувате. Јас сум против тоа и јас пак ќе тргнем од тоа што мисли граѓанството. Јас и тогаш кажав дека нашите луѓе се поврзани за некои традиции и обичаи. Дека во таква ситуација, сека знаеме дека имате и такви објекти кои што немаат гробишта во околината цркви, меѓутоа имат и дел, и нашите тука се навикнати, бидејќи тие истовремено сакаат и да запалат свеќа, меѓутоа да го искористат и моментот да отидат да запалат свеќа и на покојните кои се од нивните фамилии. И затоа постојат решенија. Во, не знам, оние земјите кај што беше пустина, Кувајт, Емиратите и другите, во морето направија згради, цели острови, цели згради, ние на едно, значи тука не смееме тоа да го кажеме. Значи ние при развојот на технологијата, на денешната технологија, да кажеме дека имало подземна вода. А ќе отереме 100 метра подземни таа подземна вода. Значи, да го искористиме сега, јас не знам, и тука ние тргнуваме од поединци, дали му се бендисува тоа, дали не му се бендисува, меѓутоа мнозинството, ако го анкетираш, и ако направиш анкета, ќе видиш дека и сега, иако сме ние избраници, имаме наши име, меѓутоа треба да го почитуваме и мислењето на граѓаните, всушност и затоа сме дојдени овдека. Може ќе ни текне нам да речем на врвот на Коњаровец. Оти тој во Рим како бил, го запалил и гледал, било интересно, да не дозволиме ние така да правиме. Да ги искористиме ресурсите кои се во непосредна близина, со
да го искористиме моментот на околината која не обкружува, кој што може да ни помогне со дадена механизација и други средства. И како користна земја која што за кратко време, за 2 дена има да го наполнат тоа и има да го кренат во висина од 2 метра и со специјални машини кои што тоа го набиваат така да површината ќе биде готова, кај што може да се парцелизира и автоматски по текот на нештата тие гробни места веќе луѓето почнуваат да си закупуваат, па да кој има бенефит од тоа се изгледа комуналното, нели? Да има дополнителни средства. Значи мораме така да размислувам, ќе извиниш градоначалник, но мора да има забелешка и на тоа. Да. Повели Ванчо. Ајде да вечерите. Ја ништа се. Падна се, кој ќе го дава? Друга ден. Одговор на градоначалникот воопшто не ме задоволи и затоа станав пак уште да искоментирам, тоа да го искритикувам. Немам ништо лично против него, ниту сакам да собирам политички поени, туку сакам да кажам како е редот на нештата. Тој констатира имало подземни води, од рекла казала, народот кажува дека тука има подземни води и има подземни води. Од каде? Врз основа на што донесе ти таков исказ, донесовте таков исказ, дека таму имало подземна вода и тоа е mission impossible да таму не може да се направи систем за одводнување и дренажен систем и соодветен насип, па дури ако е потребно и еден подпорен зид од бетон. Значи треба да направите испитувања, некои испитувања и врз база на тоа испитување да донесете свој став и да кажувате од оваа говорница вистини. Нагаѓања, рекла казала, јас не почитувам такви искази. Од која причина ние советниците дадовме идеја да се прави одводнување на тоа место, затоа што сега е моментот да го искористиме изградбата на брзиот пат градско прилеп и насипот на тоа место би било експресно со искористување на некој начин со компанијата која е лидер на изведување на патиштата. Така да ја мислам дека во многу експресно време тоа планирано место ќе се насипи, ќе се одводни и ќе го решиме проблемот. Моја проценка е за следните 20 години. Следните 20 години би кажала. Оти ова прашање се наметнува уште пред 10 години, се дебатира на оваа тема, се дебатира, но знаеш, временскиот период се стеснува, се помалку и сега кога дојде од свештеното лице, по слободна проценка кажува дека има уште за некои 70 гробни места и тоа е тоа. Значи треба да делуваме поекспресно, поекспедитивно и без база на некои истражувања. Почитувани советници, очигледно е дека не можеме да се сложиме во некој дел, односно, оноа што јас го кажав, не го кажав паушално, не го кажав врз база на тоа што досега две групи на инженери беа тука, хидроинженери, на терен, и кои ја констатира ситуација. Тоа не се записи. Мола? Записи, испитување. Нема испитување. Тие беа тука и имаме сега во тек изработка на идејно решение за наоѓање, за изработка на план, за изработка на план, а откако ќе се изработи тоа, после ќе се изработи дури план за тоа. Значи не е напамет да не се користи, да не се служите со такви паушални изговори, него професори од геолошки институции тука беа. Почитувани градоначалник, именатиот пат кој го правевме мојот за оваа работа,
Јас да поменам дека во тоа време работев во водостопанство, значи со мои постари колеги кои сега се покојни, значи ние ги косевме брадите и ги ринеме со лопати, таа подземна вода извира од две места под гробиштето долу, кај чешмичето влажа тука и понатаму од наја чешма што доаѓа вода. Значи тоа може да се рече со една мала активност со една машина, да се изчисти тоа надоле, да се пробие надоле водата кај Раде, кај Драги Симонович, се стигне надоле на нивото на водата и самата вода се повлече пониско. И тогаш може да се еден потпорен зид од градот Промет да направи тендер, тој дел да се направи потпорен зид, машини има сега што можат да го насипат, тој дел на гробиштето кај чешмата нааму, со камиони што рече колегата Јошев дека има камиони што копат земја во згора, да се насипе тој дел да го решиме да секогаш проблем со гробиште. Некој за секогаш, ама за 20 години сигурно. Значи тука има еден голем дел под гробиште што стои празен, само треба да се изчисти, комунално да ги изсечат дрвата и да се наполнат со земја. Тоа е едниот проблем, а мислам за капелата дека кога ви рековте дека имаме пари, значи ние тргнеме од капела да завршиме на гробните места. Тоа сакам да кажам. Капелата за Боросман е толку многу потребна што мислам дека во летните периоди дури на некој покој не може да се влезе дома затоа што стварно знае да стане дека луѓето на жешките периоди, временски периоди не може да се влезе во покојни. И затоа мислам дека овоа брзо решение треба да го поддржиме и да го направиме да таа капела почне да функционира во општина Росман. Значи со делот дека може после општина да го префрле на комуналното, да се пренесува комунално за тоа и да го одржава, не сме го решили проблемот за секогаш. Не за секогаш, комунално да си направи, после пак друга капела да го премести тој фриждер на сега го купуват и си е нивни. Тоа е тоа, обичен фриждер е што може да се става два сандак. Значи не е тоа што не може да го зема да го става на друго место. Значи, мислам дека треба да го поддржиме ова, чим гранчанот каже дека имаме пари во општината и да го решиме проблемот за секогаш. Тие на поговорка очигледно не ја знаеш. Не ја знам, ти ќе ме кажеш после. Ајде ќе кажам, бидејќи сега има медиум и некој ќе Дали некој друг бар разбор? Кога ви кале на, Јас само што. он пружал рака, кога ви кале дај, никако. Да? Добро, тоа е попска работа. Само другото тема што ја. Поштено светници, Дај, иако не, иако не би сакал на оваа тема многу да разговарам, особено вака, во делот од онаа што Ристо го кажа дека водата е само на едно место, на две места, да расчистиме тука, не. Тоа е еден појас долг од 4, можеби и повеќе километри. Од Шопското мало таму, од кај на Васил Мостов објектот, па се до Стоби. И тоа е исклучително голем прилив на вода. Исклучително голем. Затоа што направивме ние пресак. Добро дошли да најдем таа вода каде иде Да, се сложувам во оној дел со тебе, дека со одржување на бразите можеме да влијаеме на еден дел од водата да се канализира и да се води на. Меѓутоа не може да се контролира низ целото подрачје. Правиме само под гробиште. Не е под гробиште. Истиот проблем беше и за куќите од тоа долната населба, требаше да се направи тоа. Ајде, од капела отидоме на гробни места растане сега. Почитувани советници, кога ги измешавме работите за капела и гробни места, јас да кажам за одводот на вода веќе, не можам да се воздржам, а и колегите тука неколку одгласе претходно, ние за одводнување на таа вода плативме на фирма и водата е веќе одводнета, може да почнете со насипување. Не знам колку сте запознаени и колку тоа ќе излезете јавно одговорници и да го критикувате дека парите се исплатени за одводнување на местото кое што сакате сега да го подполните со земја. Ја не сум нормален, вие сте понормални, ве молам, ако имате нешто да кажете одговорница, не од место да дофрлувате. Него времето го губиме и со одводнување, сакам да ви напоменам дека одводнувањето е извршено во претходниот мандат и е исплатено за тоа. Вода нема, само може да почнете да засипите со земја и почнете да критикувате и некои работи што претходно се работели, а не се работи. Само знаеме се, да, само знаеме и сега да кажеме, не работи овој, не работи оној, само кој не ќе знаеш. Како може да кажете дека после општината ќе му го даде капелата, ќе му даде на комуналното? Која е таа општина што ја има капелата па да му даде на комуналното? Кај пише дека општината ја има таа капела?
Пише негде на некој Општина документ. ги инвестира, сега ги инвестира. Каде инвестира? Со донацијата што ќе ја дадеме ние што ги бара средства да попот, ќе пише тамо дека општината е инвеститор и општината после може да му го додели тоа на комунално. Да. Како тоа може така? Така е. Ами луѓето што инвестирале тоа таму тие па дали ќе сакат да му го дадат на комунално? Кои луѓе што инвестира? Ако збира средства од селото. Прекинета. Знаеме ли колку средства се собрани, што колку треба, што треба, никој ништо не знае. И многу лесно е така да каже, општината ќе му го даде после на комуналното. Која е општината да му го даде на комуналното? На кој лист пише дека општината е собственик на тој грижник? Значи има платните фактури. Ќе има. Да. Ама немојте со тоа, ќе има. Па ќе има на фактура. Дали ќе може да има? Или после експресно попот ќе рипне и тоа ќе се договори со некоја фирма таму што може да обавува таа работа, ќе му го додели, тоа нити завршена работа. Како тоа може да каже, општината ќе му го додели на комунално? Која е општината да го додели на комуналното кога нема никаков удел таму? Само губиме време. Почнете некои точки да ги ставате, да ги гласаме и да завршиме страна. Нема да збираме само политички поени тука и кој е за, кој е против, да гледаме и луѓето да ги насочуваме едни против други. Цело време се работи со тоа. Благодарам. Се изпоставувала повече пати нова говорница, Јовица да испадне и да кажува невистини, еве сега и сега кажува некои, што би кажал градоначалникот на памет. Двете излегувања нова говорница на градоначалник и неговите беа на памет, врз база на некои инженери кажале дека појасот е 4 км ова она. Значи, тектонски движења во земјата има, сепарации се повеќе и повеќе. Тие подземни води полека ги губаат своите патеки на движење. Така да, минатите 2 години народот се изнаслуша од вас, советниците, припадници на актуелната власт, за кажување на ова говорница невистини, обвинувајќи без аргументи. Значи, ги се излегуваш тука и кажуваш некои работи. Овој зид бил таков, овој бил таков, овој... Немате ни еден доказ. Само празно истакување тука. Дайте ме доказ. Каде ти е криминал? Кој крадел? Каде крадел? Атанас, колегата советник, е еден од иницијаторите за таа ревизија, тие проекти да се убрза, да видиме кај се крадело, кој крадел, дали крадел. Собира и на политички поени. Па вие собираш, ти собираш политички поени. Нова говорница. Кажувајќи невистини. Значи, врз основа на шо ви донесоте одлука дека имаме вода таму? Врз основа на шо? Празни муаките. И само ги одлагате, 2 години поминаа вака, ништо не се осеќа уопште. Само се одложуваат проектите, еден врз друг. Ева и сега и 3-та година фаќа. Само 7 месеци поминаа, донесовме одлука, не се почитува нашата одлука. И аз би кажал повеќе вакви теми да не дебатираме на ова говорница, затоа што не се почитуваат нашите одлуки. И зошто сме ги поврзувале ова работа со таа работа? Да, председателки, се поврзуваат затоа што понесени од првата работа што сме изгласале, воопшто не е подкренато иницијатива, иде втора работа која што најмногу ги тишти нашите граѓани. Граѓанска иницијатива е да, ќе кажам, ќе го демонтираме градоначалникот, затоа што граѓанска иницијатива е дефиниција за граѓанска иницијатива е во една иницијатива да учествува повеќе од едно лице. Значи во таа граѓанска иницијатива собирање на доброволни цели беа уклучени 5-6 млади дечки одеа од куќа на куќа. И во еден момент се стопирани, не можете да собирате. Треба да го почитуваме редот. Да. А поздравувам одлуката на градоначалникот, ако ги стопира и да од денес па натаму да отпочне сите процедури за актуелната капела. Има наведена некоја сума направи 205.000, смешна сума за буџетот на општина Роксуман, знаејќи дека минатата година не беа истрошени тие 10 милиони. Со оваа темпо
мислам дека пак ќе останат неискористени пари во буџетот. Се смее ръководителот, но иде сега завршната сметка и аз ще се смея на оваа говорница, каде се капиталните разходи. Отпочнато е некои ситни зафати, но нема да се искористат финансите. Зошто да не се направи една современа капела? И нема да биде нешто срамно ако се направи со сите светски стандарти. За 2 месеца се прави таа капела, не повеќе. 50 квадрата да има. Нема ни 50. Не се разбереме погрешно, не сум против тоа дека не се спроведуваат одлуките, нема да дискутираме за капелата. Колега, дали сакате документ за изплатени 270.000 денари за одводнување на праздата таму под гробиште? Си институции таму. Нема. Како може така да тврдиш одговорници и да кажеш дека кажувам невистини, кажувал градоначалникот, кажувал Јовица невистини, 2 години тука невистини. Зошто невистини? Тоа е жива вистина, аргументирано со документи извадени од финансии дека се исплатени 270.000 денари за одводнување на таа празда. Ти дали го прифаќаш тоа или не го прифаќаш, не знам, но тоа е во финансии влезено и исплатени се тие средства. Ако може да кажеш така дека некој зборува напамет, не е ништо напамет. А вие 2 мандати зборувавте напамет и ние можевме да ве трпиме, а сега вас од 2 години ви се досади. Ќе трпите уште многу години вака кола. Да. Вие мислите уште тогаш дека многу мога зборувате, па отидовте во. Да. Дали ќе биде тешко или не е важно, него да кажете дека некој не зборува аргументирано, не сте во право. Веќе избегаме од дневниот ред. Да, и документи ќе добиеш на следната седница дека одводнување е извршено и исплатено од страна на општина Росо. Дали сакаш тоа да го видиш или не, ќе го видиш, да. Да го говорим за следниот пат, ќе го имам. Веќе се избега од дневниот ред, значи точката на дневен ред беше барањето од црквата Света Тројца. Ако нема други дискусии за таа тема, точката е става на гласање. Како барање? Гласаме? Да. Гласаме. Ја вакво барање не може да гласам за изградба. За одобрување на финансиски средства за изградба на капела. За изградба, потенцира, за изградба. За изградба. Така е напишано е сега, што барат и како барат, не знам. После толку дискусија, точката ќе помине, ќе оде на дневен ред на гласање. Ве молам, кој е за... Еве поминува, шо понатаму? На шо без основа, на шо се исплаќаат средства, на кој конто ќе Има конто, има жива сметка. 209.440. А собраните пари фактури? Прецизирате суња. Да. Тогаш да го обрзаме началникот, да разговара се. Ај пауза малку. Значи, после обширната дискусија, советниците донесоа одлука ова барање да се достави до комисијата за... Не звучи ништо. Заклучок, добро, заклучок. Ова барање да се достави до комисијата за урбанизам и комунални дејности за отпочнување на постапка за изградба на капела согласно законските прописи. Дали сте согласни ова каде дека како заклучок? Да гласаме. Кој е за? Констатирам дека Советот со 9 гласа за го усвои овој заклучок. Точка 3. Предлог решение за разрешување и именување на член во училиштен одбор на Општинско основно училиште Пере Тошев од Росме како предлог на основачот. Отварам претрес по оваа точка. Овде рестам. Што има за оваа точка за член на училиштен одбор, јас го предлагам господин Ѓеванчи Јошев и мислам дека може да го има ова барање и предлагам него. Кажи дека актуелен советник. Е? Кажи актуелен советник. Да, тоа актуелен советник не може да биде друго. Дали има други предлози? Бидејќи нема други предлози, предлогот на Ристо Јошев го ставам на гласање. Кој е за Јованче Јошев да биде член на училишниот одбор во училиште Пере Тошев?
Против? Воздржани? 8 за, 8 за, 1 воздржан. Учите демократија. Видите ли се? Забраняваме точно това. Војна отвори едината пат кој да биде. Војна! Слушај, мора и вие да попуштате. 2 сати. Мора, видите ли се што е демократија? Јана и Джими. Четврта точка. Одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Росома. Кога е пред тоа. Материјалот ви беше доставен пред седница. Добро. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Каде е Радко? Јас само да образложам, мислам да кажем, да спомнам Радко, конкретно ќе каже кои позиции. Се работи за средства кои се наменети за санирање, реконструкција на полски пат, се работи за патот, Велешки пат, ми се чини дека се вика, од турските гробишта па кон Бела, не е Бела земја. Велешки да. Средствата се негде во висина близу милион денари и овие денови во понеделник ми чини дека тендерот ќе биде пуштен. Тоа се средства. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор. Добро, ајде да бидеме сериозни, да завршиме со ова. Бидејќи никој не бара збор, точка да ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Пета точка, разгледување на барање од физичко лице. Барањето го имате? За финансиска помош. Да го читам, има потреба или го имате сите прочитано? Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот, точка да ставам на гласање. Кој е за усвојување на барањето од Гордана Лазова? Кој е за? Едногласно. Шеста точка, советнички прашања. Да одиме или така редоследот. Така е пишано, редоследот е така. Шеста точка, советнички прашања. Помира, тоа беа прашања. Одиме на седма точка, предлог одлука за надополнување на програмата за комунална изградба за 2019 година. Отварам претрес по оваа точка. 2019 за 2020. 19 пише. Прашав Викаш јас. дека треба капиталните расходи да одат во нагорна линија, па еве можност предлозите, можност треба. Почитувани, нели, ете, и врз основа на забелешката на Јованче Јошев и врз основа на предлозите на граѓаните на општина Росома, а и со закаснувањето во оној дел на, нели, на трошењето на средствата за ова година, не остануваат уште 2 години, прилично процентот на капитални расходи стои на ниско ниво. Еве да искористам можноста и приликата да предложам, значи давам предлог за надополнување на програмата за комунална изградба за 2019 година со подкрепена со иницијативата, граѓанската иницијатива и со подписите од тоа мало долека што е Душан Чирич, 11 октомври и останатите. Значи во 2000, дали оваа година беше доставено барањето градачник? Подписите? Не знам. Така. Значи ми е кажано овде дека има доставено барање со подписи. Не знам зашто. Добро, еве и доколку нема такво барање со доставување на подписи, значи да се искористи, значи тоа оној простор кој што е во државна собственост под куќите или утрината, како се вика тоа место за Доле, да, лаката, кај пругата за изграда на
детски игралишта, со оглед дека тие дава забелешка дека сите мала имаат детско игралиште, ете Прц мало, Горно мало, Шопско мало, останало уште тоа мало, па ете да не бидат дискриминирани во таа насока. И еден од предлозите кој што сметам дека би можело тоа да се реализира, значи временски до нова година. Еден од предлозите тоа. И втор предлог е уште во приносењето на програмата за комунална изградба, со оглед дека не беа распоредени по позиции по по делови каде точно каде ќе се делува, значи сите проекти како ќе биде изградбата, значи за 2019 година, тогаш кажав дека има потреба од канализирање на водата кој истекува од 5 чешми, меѓутоа ми рековте дека при еден ребаланс значи тоа мое барање ќе биде вклучено, односно тој проект ќе биде изработен и да се реши тој проблем кој му представува на граѓаните кои се околу таа вода таму. Да. Значи еви предлог за канализирање на водата од 5 чешми во Шопско мало. До крајот на 2019. До крајот на 2019. Да, и сега, кога веќе издебатиравме толку многу за капелата, еве како предлог, значи нека биде, значи проширувањето фактички на програмата и со отпочнување на изградба на капела, значи отпочнувањето да отпочне ако е тоа можно, во 2019, завршено да биде во 2020 година. Зашто? За капелата, еве, кога веќе толку колку бидејќи издебатиравме и да одиме по канален ред како што треба да се оди. Благодарам. Во оној дел кој што Атана зборува за изградба на спортски терени или парчи или не знам како детско игралиште, мини детско игралиште. Во оној дел не може да го реализираме од проста причина не дека не сакаме, меѓутоа за да се реализира потребно да се изготви проектна документација. Ние во моментот работиме проектна документација за плочата, работиме проектна документација за оној дел кај млекарата. За која намена кај млекарата? Исто детско игралиште, кај млекарата доле има еден дел. Значи нарачани се на Партизанска. Кај на Ратливска? На Љупчо. Да се збориме сега, многу наблизина ќе дојдат овие. Али можеме да го прифатиме како предлог за 2020 година да го реализираме, да влезе во програмата за 2020 и да го реализираме. Затоа што постапката не е така брза и едноставна. Не е дека не сакаме, меѓутоа се што се прави, треба да се прави врз база на овој проект. Предмер пресметка, треба проект да се направи. Имаме идејното решение за плочата е направено, сега треба да се направи уште основниот проект. Истовремено порачан е и проект за доградба на детска градинка. Се тоа работи кои што треба, имаме направено 6 проекти за улици, тоа се Стерино Старовски, Никола Карев, Илинденска, Гоце Делчев. Во тек на проектирање се Цандо Кузманов, Партизанска, Илинденска, така да стави пред дошли таму и горе. Работиме со проекти за да можеме соодветно на стручен начин да ги сите овие проблеми да ги решиме. Значи можеме да го ставиме тоа во меѓувреме, ќе порачаме проект, ќе порачаме да се изготви проект и да го решиме на тој начин тоа. Во 2020. Во 2020 година. Со во второто. Ова го зборам од аспект за тоа што и средства треба да се предвидени, ние веќе со ребалансот што го направивме, се покриени. Се е покриено. Сакаш да кажеш дека ни еден од предлозите не може да помине или во врска со капелата би можело да се отпочне, да? Абе, сите овие работи што ги правиме, не најубаво, него треба да ги правиме со проекти. Те разбирам. На стручен начин. Сето тоа, еве имаме порачано и проект за реконструкција на игралиштето долу.
Значи имаме доста проекти, некои се завршени, некои се во фаза. За седиштата, за жицата, за све име. Значи не седиме мирно, оноа ми се чини дека и се гледа на лице место, се што е направено, до сега е направено многу коректно. Не. За ова, за како се вика, за Браздава може да интервенираме, таму. Имаме таму проблем со некои фамилии кои што Повеќе наменско. не се однесуваат онака хумано, да, соодветно на законските прописи. И ако сме интервенирани неколку пати и известувани од тука од општината за да ги става состојбето онака како што треба. Меѓутоа ми се чини дека таму може една интервенција да направи. Додека во оној другиот дел можеме тоа да го решиме. И уште едно е известување баш во врска со има доле еден објект што е почна да се граде и таму е газдата известен да прекине со изградбата на зидот, даде му рок да дојде да се обрати тука и да даде предлог како ќе постапе. Ние му дадовме предлог да го сруши тоа објектот, да се повлече во рамките на неговиот имот. Во рамките на неговиот имот, за да Кој човек се работи? За да не постапиме по-ригорозно, да. Сакавме на многу по-човечки начин да ги решиме. Да се избегнат дополнителни трошкови. Дополнителни трошци. Така. На тој начин. Прашање забрави, прашуваат низа, повеќе граѓани. Ова ментолот што го осеќат навечер, што? Да, ментол тоа е Анасон се суши во просториите. Денеска се слушна со газдата на Скоп Трейд, на некои симптоми од Хуманово, изнајменуваме просториите и внатре суши Анасон. Иначе граѓаните реагира вчера некој дека наводно имало пожар, меѓутоа тоа било собирање лисија и палење на лисијата и тоа допринело да се створи таков еден непријатен амбиент. Тоа е тоа. Благодарам. Дали некој друг бара збор во однос на оваа точка? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го оставам. Предлог одлуката за надополнување на програмата за комунални изгради останува за 2019 година. Со оглед на образложението не може да остане, него не може да остане, значи не е целисходно да се гласа. Зборуваш? Се да, повеќе. Не гласаш. 2020 да става. За друг пат да знаете, можете вака да ги менете програма. Ама добро, без разлики да оде. Не, добро. Гласањето значи еве го даде можност за ваквото доле за петте чешми. Значи даде можност. Зошто ме 2019. Да, за 2019. Тоа те прашав само останува 2019 или 2020. Во програма, немате цифра. Програмата ако се шејата за изградба на во 2019 има. Намена каде Лазе, види сега, ние не сме стручни стрикно да кажеме таму. Значи еве можеме ние Ама може да се која ставка ќе ја менјате? Мора ставки таму има на пример 20 милиона. Ама рапко е за тоа, те разбирам. Ама колку пари ќе стави на тоа уште 2 месеци нема време, треба да се распише тендер. Тоа е добро, може програма да видите сега. Значи гледате сега, затоа видите сега, вака градоначалник. Не е сега. Сега интензитетот на комуналните изградби треба да биде, значи да се отпочне порано за да не дојде оваква ситуација. Сега ние гледаме, а знаеме дека краток периодот има средства во оној оваа година имаме околу 60 милиона за немојте напамет. Ама те разбирам, ама не напамет да зборам, ама треба значи да се треба да се средствата да се потрошат, не е средствата. Ацо, дали останува 2019 или 2020? 2019. Па тоа е само дилемата. 2019. Значи гласаме предлог одлука за надополнување на програмата за комунална изградба за 2020. Предлог може 20 сега да донесе. Предлог одлука за нови комунални изградби. За шо сега? Програма за 2020. Нема причина сега. Значи 20 година ќе донесете програма ваце, како нема разбираш сакам ти кажам. Само за момент. Ајде.
да не се направат збрки да А збрки се прават така. Значи затоа Нема цифри. сега почитувани, за да не влегуваме вака во недоразбирање, значи очигледно влеговме во недоразбирање. Кога побарав при носење уште на нацрт буџетот, кажав дека позициите во расходниот дел треба да бидат насочени. Значи изградба на улица Линденска во должина од толку во толку средства, планирано за изградба улица Стерио Несторов во должина со толку средства, изградба на канализирање на водата од 5 чешми во должина толку и така натам во со толку вакво. Значи веќе сега оваа година ако немаме во нацрт буџетот такви, верувајте, тоа и како предлог после ако продолжите со истото, а не вака разглобено, верувајте дека буџетот нема да помине. Да, и затоа значи ние треба да го предвидиме уште унапред, значи во буџетот, а потоа во програмата за комунална изградба. Во ред. Атанас, тоа да ти реплицирам. Сега Да. Повторно ќе кажем кога Сега ти бараш измена програмата без Ама ја барам затоа што не можеш значи вака, не можеш да смениш програмата, да како да разбираш. Значи не сме. не само можеш. да се чуе. Ниедна улица, ништо не е направено без предмер пресметка и без претходно поминато програмата. Треба да знаете, кога се усвои програмата за таа и таа улица беше понудена конкретно. Немавме паушални улици, него за улици, како да речеме толку и толку. Сега, улица Пере Тошев, 2 милиона. Улица во Трстеник, 2 милиона и 200. Во Паликура, милион и 500. Не знам сега точно кои се бројките, ама прилика се тие. Значи, конкретно се дефинирани кои улици. Се до сега што се работело, овака, значи, за конкретно се знае за кое место, за која намена, колку средства. Нема ни едно паушално изработено. Ќе се направат проектите, ќе се добијат цифрите и у програма за 20 ќе влезат. Вака не може да измениш Може да програма. влезат да видите сега. Јас побарав, значи уште на почетокот, уште тие 10 милиони колку беа, знае раководителот, дека беа останати од минатата година. И кога реков јас дека, значи не влегува уште во стартот на годината, него дека беа пренесени сега. Кога се пренесени, како се пренесени? Не е спорно тоа. Ацо, последна мајка. За 2020 да Готово, тие си. влезе, значи мини игралиште Канализирање на водата од 5 чешми и изградба на капела. Да. Одиме да гласуваме. Кој е за предлогот на Атанас? 3, 6, Пене Александров многу загрејаниот за капелата си замина. 7 за. 7 за. Толку сам. Уште една точка има. Предлог заклучок за отстранување на сите препреки по тротоарите и улиците, земјоделски машини, возила, дрва и друго. Значи, почитувани, како предлагач на ова точка, значи, предлагам да, бидејќи сега не знаем дека сме имали и оделение за комунални и општи работи. Што ми има за комунални работи оделение? Односно е оделението за локален економски развој, комунални и општи работи. Значи, тоа оделение, односно го задолжуваме градоначалникот да преку оделението за комунални работи да испаднат на терен и да отпочнат со известување на граѓаните за отстранување на сите оние изложени, како да речем, препреки од плугови, приколици, приколки, ред друг материјал, до бурињата за комунален отпад. Значи, буквално се што се наоѓа на улиците и на тротоарите да се отстрани и тоа да биде отстранет во просторот кој што го имаат тие. Значи, собственоста нивна кај што му е, да се улиците се од јавен карактер, да не дојдеме во ситуација, не дај Боже некој да направи, значи, во ноќно време, не забележува, да удри во приколици, натаму, после, значи, и последици ќе сноси самата општина. Значи, да ги избегнеме непотребните трошкови кои би можеле да се створат во иднина, да се отпочнеме со активности за едно нормално движење и на сообраќајот и на граѓаните во општина Расова. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Дали е добро напишано овака точката, Ацо, или треба измени нешто? Предлог заклучок за отстранување на сите препреки по тротоарите и улиците. Да. Што заклучок? Значи, Треба Препреки.
Така кажа. Нема закон се За земеделски машини, возила, дрва, Инженерно, како нешто. Треба секој граѓанин да И сега што ќе Да, прави, ние така ќе се носиме така одлука се за получуваме градоначалник. Да отпочне преку одделението за општи комунални работи. Джорди Сударев, знаеш кај Кој е за предлогот на Атанас? 7 за. Кај го предлагам. А чек се тоа важи само за Росуман или важи и за останатите населени? Само за Јас се конкретно за Росуман. Конкретно за Росуман. Со ова исцрпен дневниот ред ви благодарам на присуството. Се гледаме наредниот пат.